Почитувани колеги, добро дојдовте на ова онлайн предавање, кое што е дел од циклусот онлайн предавања наречен Алумни, со оглед на тоа што вклучува гостување на наши колеги кои што претходно имаат студирано и завршено филозофија на филозофскиот факултет, а подоцна имаат изградена меѓународна кариера во познати светски истражувачки универзитети и истражувачки центри. Ова е второ предавање од ова серија, да речеме. Првото го имавме, мислам, март беше. Значи не брзаме. Кога ќе созреат условите се прават како и се што е добро во животот, на тој начин и ова серија функционира. Со нас вечерва е Александар Ускоков, кој што ќе зборува на тема за познанието, перцепција за вклучување јазичко познание во Веданта. Тоа е, да речеме, номинален наслов, но поводот за овој настан е всушност излегувањето на неговата книга, нешто и колегата претходно зборуваше за тоа. Филозофијата на Брама Сутра, еден бовест, односно The Philosophy of the Brahma Sutra Introduction, во Блумсбери, една позната американска издавачка куќа. И таа, мислам, имаше неколку изданија, може би Александар повеќе ќе зборува, не е толку важно. Последната хард копи беше сега во октомври. Претходно имаат они други варијанти, што мене не се толку познат, начинот на како се тие публицираат. Мислам, ние сме далеко од тој вид на издаваштво, и ни треба малку да го научиме тој систем. Пред да почнеме, сакам збор два за Александар да кажам. Некако пријател, затоа подоцна ќе зборуваме во делот на дискусијата и оној дел кај што ќе имаме и малку и неформално, се надевам, дружење. Александар заврши филозофија 2007, дипломираше 2007, ако добро се сеќам, 2009 магистрираше на тема од филозофија на религијата, а 2010 година неговиот труд, не знам сега дали е видоизменет, не се сеќам тоа, меѓутоа под наслов Онтологијата на Бхагавад Гита излезе во издавачката куќа Азбуки. Тоа е она академска кариера што има во Македонија, Меѓутоа, тоа вклучува исто така и друг значителен интелектуален труд кој што е, како да кажам, не само сочуван, него и значаен. Имено тој се јавува во улога на преведувач на неколку значајни дела, од англиски, но и од санскрит. И од санскрит главно се излегувани по или и тоа, мислам, веќе откако е во Америка, додека оние што претходно, кои што заедно и поработувавме, јас додека бев во Азбуки, бидејќи главнината од нив, освен една или две во Табернакул кои што излегува, другите се во Азбуки, тука се, значи освен онаа книга што не ја спомнав, тука се и преводи на Дјуи, на Расел, на Бенер, првин Тилоте Бенер, средновековна логика. После Раел, мислам дека и може би најобемното, немаше да рече најзначајното, меѓутоа најобемното секако беше Левијатан од Томас Хобс. Не се сеќам точно, мислам дека 2011 или 2012 замина во Соединетите Американски држави. Таму 2013 година зема уште еден магистериум, за да во 2018 година докторира. Од тогаш мислам дека работи веќе на Јейл како лектор во санскрит, по нашки би дошли као Совет за јужноазијски студии. Тој дел
South Asian Studies Council. И освен нели оваа книга која што сега е непосреден повед, во неговата биографија има нели значителен број трудови кои што се излезени во реномирани списанија за оваа област, меѓу тој иако нели по да речеме по професија работи главно сега филолошка работа, меѓутоа неговиот интерес кон филозофијата не е само што не е загубен, туку наоѓа изрази во овие статии кои што ги објавува во реномирани меѓународни списанија, а и самата книга за која што сега зборуваме е всушност филозофска книга, нели, филозофијата на Брама Сутра, еден вовед. Јас мислам дека е ова доволно за да присутните имаат некаква представа за нашиот колега, за неговото дело во Македонија и за она што во моментот го работи. Го повикувам сега Александар да продолжиме понатака. Благодарам, Љупчо, за убавиот вовед. Јас имам една презентација, колку да не ме гледат мене додека зборувам, па ќе пробам да го споделам екранот, не знам дали се гледа ова. Да. Да, Јас ќе се исклучам, само. Да. Добро, јас ќе говорам некаде по моја пресметка околу 35-40 минути, па потоа ќе поминеме на тој по-неформален дел, како што кажа Љупчо. И како што тој спомена, повод за ова предавање е излегувањето од печат на мојата нова книга. Накратко, книгата е филозофска реконструкција на едно од највлијателните, но и најобскурни дела во индиската филозофија, Брама Сутра, чиј автор се смета Бадерајана, некаде 4 век од новата ера, и е прва таква реконструкција од половината на минатиот век наваму. Брама Сутра е напишана во сутри, кратки избиени изјави кои ги систематизираат Упанишадите во диалошка форма, односно наспроти забелешки за внатрешна неконзистентност од една страна и од други филозофски системи во античка Индија, например школите на Санкја, Њајава и Шешика, будистички школи и така натаму, од друга страна. Во предавањето ќе споменам неколку толкувачи кои ќе ги представам кога ќе се појават. Денес всушност ќе говорам за дел од второто поглавје од книгата. Поглавието се занимава со разликата меѓу и доменот на филозофското и теолошкото расудување и во општа смисла со теоријата на познание на Бадерајана. Мојот фокус денес е второто. И да почнам со напомена дека фокусот денес всушност не е на Брама Сутра, туку на Мимамса Сутра, кој е поврзано дело и се занимава со систематизација на ветски обреди, но и општо со ветските канони на толкување. Понекогаш двете дела се нарекуваат херменевтика претходна и херменевтика последователна, но важно е што делот од Мимамса Сутра за кој ќе говорам, експлицитно му се припишува на Бадерајана и говори за аксиоми кои се општи на двата системи. Мимамса или системот на ветски обреди и Веданта или системот на Упанишадите. Добро, третата сутра од Брама Сутра вели Браман е причината на светот затоа што списите се неговата матка. Коментаторите ја толкуваат матката како начин на познание или познавателен инструмент. Сутрата непосредно не воведува во средишното учење на Веданта дека Упанишадите се единствениот начин на познание на Браман. Еден пасус од Брхадарањака што коментаторите редовно го цитираат вели: те прашувам за Упанишадската личност, а Упанишадам порушам, и тоа според нив се однесува на Браман, кој може да се познае само од Упанишадите. Ова изјава, патем кажано, е одговорот на познатиот мудрец филозоф Јаѓнавалкја на упорното прашување на еден видак да Шакалја за првобитната причина. Јаѓнавалкја го завршува својот одговор на Шакалја со негативна теологија. Упанишадската личност е себството кој е основата на се
Иако шакалја не знае за ова сепство, главата ќе му се распрсне затоа што поставува премногу прашања за она за што не треба премногу да се прашува. Кутриот шакалја не ја знае упанишатската личност и главата му прска спектакуларно. Разбойници му ги крадат коските, сметајќи дека се нешто друго. Јагњевалке ги кани останатите брамани да го прашуваат понатаму, еден по еден или сите заедно, но тие предпочитаат да се ги сочуваат главите и коските. Така предпочита и Бадерајана, а подоцна и ведантистите кои го толкуваат неговото дело. Ова е, со други зборови, постулат во Веданта. Браман може да се познае само од списите, упанишадите, а не по пат на заклучување. Не треба меѓутоа од ова да се изведе симплистичката разлика меѓу откровение и расудување, бидејќи ако Бадерајана не сметал дека расудувањето нема вредност во познанието на Браман, не мога да ја напише Брама Сутра, која традиционално се смета за разумската појдовна точка на Веданта. Тука сепак нема да навлезам во разликите меѓу филозофското и теолошкото расудување кои Бадерајана еднакво ги употребува, тоа е важен дел од книгата. Тука ќе се осврнам врз идејата за списи, од кои, како што видовме, може да се познае Браман, особено врз нивната познавателна валидност, следејќи го значењето на изјава која му се припишува на Бадерајана во Мимамса Сутра. Што е тоа спис, матката на Браман? Ќе откриеме дека списи за Бадерајана се познавателни инструменти чија валидност е неизведена, независна, еднакво како валидноста на перцепцијата. Списи се нешто што дава податоци за теолошкото расудување, исто како што перцепцијата дава за заклучувањето и другите изведени начини на познание. Значи, списи се начинот да се познае Браман. Што мисли Бадерајана под списи? Шастра. Краткиот одговор на ова прашање е првенствено Упанишадите и остатокот од ведскиот канон, кој вообичаено се нарекува шрути, слушање или шабда, говор, а второстепено дела од поширокиот брамански канон, како например Махабхарата, кои вообичаено се нарекуваат смрти или помнење. Бадерајана доаѓа во традиција на теолози со префинето и многу специфично разбирање на значењето на шастра, шрути, шабда, сега натаму ќе користам шрути, метонимички за сите три, и парниот термин смрти, имено значење кое е предпоставено во Брама Сутра и му се припишува токму него во Мимамса Сутра. Од централна важност во ова разбирање е врската меѓу слушањето и помнењето, и имајте на ум дека поимите стојат за видови на списи, со друг пар, имено перцепција и заклучок, но попрецизно и етомолошки след знание, анумана. Парот перцепција и заклучок, кои инаку се термини за двата вообичаени начини на познание или познавателни инструменти во општата епистемологија, всушност во раните брамански теолошки дела се термини за шрути и смрти. Перцепција се однесува на изрични ведски правила, наречени перцептивни или непосредни наредби, кои се однесуваат на општествените норми и се повалидни од обичаи за кои само посредно може да се заклучи дека се ведски. Изричните правила се наредби кои се наоѓаат во ведите, кој веди член на ведската религија би ги рецитирал секојдневно, и тие се перцептивни затоа што се непосредно познати од ведите, познати се од слушање, шрути. Од друга страна, обичаите во поширокиот канон не се потврдени во ведите, не се познати од слушање, но може да се заклучи дека потекнуваат од изгубени ведски текстови, затоа што припадниците на ведската религија ги следат. Проблемот со овие правила, кои го носат епитетот заклучок, затоа што нивната валидност е изведена, а не предпоставена, е човечкиот фактор. Нив ги нема евидентно во ведите, туку само во човечкото поведение, а луѓето, како што тврди Мимамса Сутра, се водат од задоволство како мотив. Бидејќи нема директни изјави кои би ги легитимизирале таквите практики, може во принцип секојаш да се покажат како неоправдани. Накратко, постулат на браманската теологија е дека има директни ведски наредби, тие се нарекуваат перцепција, а има и обичаи чие потекло не може да се поврзе со изречни ведски изјави и тие се заклучок.
Обичаите се валидни ако за нив може да се заклучи дека веродостојни луѓе ги практикуваат, но само доколку не се во спротивност на изричните ветски изјави. Со време, предпочитан термин за заклучокот станува помнење. Идејата дека овие обичаи по заклучок всушност се спомен на нешто што претходно е непосредно перцепирано. Имено ветски текст кој е изгубен, но живее како спомен во одредено дело од поширокиот брамански канон. Таквите дела експлицитно евоцираат познати ветски текстови и го чуваат споменот на такви ветски текстови кои веќе не се познати, но во нивната сегашна состојба се човечки творби и имаат познати автори. Например, Махабарата, чиј автор се смета мудрецот Вјаса. Така, списи се шрути, ведите вклучувајќи ги Упанишадите, а смрти се текстови од поширокиот брамански канон. Важно да се напомене е дека двата поими, шрути и смрти, се однесуваат на соодветните текстуални корпуси секундарно или по асоциација. Примарното значење е поединечни изјави и правила. Двата термини значат повеќе индивидуални факти и изјави отколку списи како целина. Бада Рајана го наследува овој дискурс и секогаш кога зборува за перцепција во Брама Сутра, на ум има индивидуални изјави од ведите, а не она што вообичаено го сметаме за перцептивно познание, исто така заклучоци се изјави од смрти. Меѓутоа, разликата перцепција заклучок во рамките на теолошкиот систем не е ограничена на фактот што некои правила и изјави се дел од ведите, а некои не се. Не е разлика само во присуство во една група текстови наместо друга. Епистемолошки важниот аргумент е дека шрути се перцептивно познание благодарение на нивната познавателна валидност и непосредност. Еве како Шанкара и Баскара, класични коментатори на Брама Сутра, ги толкуваат термините шрути и смрти според нивната познавателна валидност и независност. Перцепција е слушање, бидејќи е независна според критериумот на познавателната валидност. Заклучок е помнење, затоа што е зависен според критериумот на познавателната валидност. Шанкара. Перцепцијата е слушање, бидејќи е независна. Заклучок е помнење, бидејќи зависи од изјава на шрути за која се знае според заклучок. Баскара. Инаку обајцата се некаде од 8 век. Всушност, вообичаена практика во Мимамса и Веданта е поимот спис да се идентификува во ограничената смисла на шрути со перцепција во општа смисла, не само зависно од присуство на одредени изјави во ведите кои се познати по слушање. Особено впечатлив и честопати евоциран е еден пасус од толкувањето на Шабара Свамин на Мимамса Сутра. Шабара е коментатор, чие толкување е првото целосно зачувано толкување, која со време го заменува текстот на Мимамса Сутра како основен текст на традицијата, инаку е некаде 5 или 6 век на новата ера. И цитатот вели: во списите човек не треба да се сомнева, затоа што тие се поверодостојни од зборовите на мајката и таткото, оти човек познава од списите непосредно. Тие имаат ист ранг како и сетилото. Многу повеќе од обична звучна достапност се подразбира во тврдењето дека познавателната валидност на изјавите од списите е како таа од перцептивните познавателни епизоди и дека човек познава од списите непосредно. Списите се знаење од искази, јазичко познание. И ние таквото познание општо го сметаме како познание од сведоштво. Извештаи за настани или состојби кои биле посведочени перцептивно или евентуално во некакво мистично искуство. Таквите извештаи ги сметаме за валидни, бидејќи веруваме во веродостојноста на сведокот. Нивната валидност е посредувана од веродостојноста на сведокот, па така и нашето познание на таквите настани или состојби е посредувано од самиот факт што тие се извештаи. Како и да е, се чини дека нашето познание не е непосредно, ниту пак независно валидно. Како може да се тврди дека познавателната валидност и независност на списите се еднакви со доменот на сетилото? Како да се протолкува таквото тврдење? Токму кон тоа сега ќе се светиме.
Тврдењето всушност се повикува на изјава што му се припишува на Бадрајна во Мимамса Сутра и на нејзиното рано толкување од страна на еден Вритикара, кој е пак 5 век од нашата ера, општа именка што значи толкувач. Толкувањето на Вритикара е изгубено, освен еден подолг пасаж кој Шавара го цитира или парафразира во своето толкување. Изјавата е во Мимамса Сутра 1.1.5, која обично се нарекува Аутпатика Сутра според првиот збор, Аутпатика што значи изворен или природен или вроден, и како таква честопати се цитира метонимчки. Може да се каже дека е една од најважните изјави во систематската индиска филозофија. Сутрата, како што толкува Вритикара, вели: односот меѓу зборот и значењето е вроден или природен. Се познава пат на упатство и е непогрешлив во однос на нацетилни нешта. Тој е начин на познание според Бадрајна затоа што е независен. Изјавата е дел од првото поглавје на Мимамса Сутра, каде се дискутираат прашања за познанието. Клучниот збор во неја е прамана, што може да се преведе како начин на познание или познавателен инструмент. Во поглавието се повлекува разлика меѓу перцептибилни и неперцептибилни нешта. Вторите се нацетилни во апсолутна смисла. Во Мимамса Сутра тие нешта се наречени дарма, имено ветски обреди, чија карактеристика е да создадат идна состојба на апсолутна среќа, што во системот се нарекува рај, но Вритикара терминот го толкува пошироко и ги опфаќа боговите од ветскиот пантеон и оно што ние го нарекуваме први причини, имено Браман, изворот на светот. Таквите нацетилни нешта може да се познаат само по пат на упатство, не по пат на перцепција, во вообичаената смисла на зборот, туку токму затоа што се нацетилни. Има, се разбира, нешта кои не се перцептибилни во даден миг или начелно, но сепак не се познати на некој друг начин. Например, знаеме дека Сонцето се движи аналошки, иако поради оддалеченоста неговото движење не е забележливо. Во некои традиции на индиската филозофија, таквото аналошко расудување или заклучување е начинот на познание не само на невидливи својства на видливи нешта, како движењето на Сонцето, туку и на првите причини, именно примарната материја и душите. Меѓутоа, во таквите случаи на познание на неперцептибилни нешта, познанието не е неизведено или непосредно, затоа што се потребни одредени перцептивни податоци, например положбата на Сонцето во различни временски точки, како и идејата за каузалитет. Меѓутоа, оно што го тврдат Бадрајна и неговите толкувачи е дека познанието од упатство или списи е еднакво неизведено и непосредно како перцепцијата. Да видиме како тоа може да биде случај. Вритикара наведува и дефинира 6 начини на познание и повлекува разлика меѓу оние чии домен се предмети кои се блиски, како што вели од една страна, и оние чии предмети се далечни од друга, имено предмети кои се или не се перцептибилни. Списите се групирани во втората категорија, со други 4, доека перцепцијата е сама во првата група. Вообичаено, кога предметот на познание не е непосредно даден, не е близок, како што би рекол Вритикара, значи дека претходно сме имале перцептивно познание за него, врз основа на кој имаме некоја нова познавателна епизода. Например, еден од 6 начини на познание е сличноста. Еве како Вритикара ја дефинира. Сличноста создава познание на нешто кое не е присутно, како кога ќе се подсетиме на крава која ќе видиме див вол. Гледањето див вол не е познание на тој вол во смисла на сличноста, туку на домашната крава, бидејќи кравата не е непосредно перцептивно дадена. Сличноста со други зборови подразбира сеќавање на претходно перцептивно познание на кравата и тековно перцептивно познание на див вол, од кој нова познавателна епизода се јавува за кравата, која не е присутна. Предметот е познат по пат на перцепција, меѓутоа новата информација за него, а новоста е еден од критериумите за нешто да биде независен начин на познание, не е познаена перцептивно. Меѓутоа,
Познанието од списите е невообичаено затоа што неговиот предмет е перцептивно недостапен, оддалечен, би рекол Вритикара, но за разлика од другите 4 начини на познание на оддалечени предмети, не подразбира претходно познание како неопходен услов. Познанието од списите е изведено само од јазичко познание. И тоа јазичко познание кое не предпоставува претходно перцептивно познание. Еве дефиницијата на Вритикара. Познание од списи е познание за нешто кое не е пристапно од познание на јазички исказ. Вритикара инсистира на тоа дека оваа карактеристика е суштествена на познанието од списите, дека таквото познание е кога самиот збор зборува и дека следствено таквото познание не може да биде погрешно. Што значи меѓутоа самиот збор да зборува? Ќе го илустрираме тоа со примерот на Правакара, кој имам сака некаде од 7. век, прилика толкувач на толкувањето на Шабара. И неговиот пример вели: има стотици стада слонови на врвот од малиот прст. Оваа изјава очигледно не е вистинита, меѓутоа не затоа што не успева да соопшти некакво значење. Ние разбираме што значи има стотици стада слонови на врвот од малиот прст и дотолку доколку тоа го разбираме, имаме јазичко познание. Таквото јазичко познание не може да биде погрешно дотолку доколку го разбираме. Компетентниот корисник на некој јазик има јазички познанија и доколку одредена изјава е погрешна, како во случајот на слонови на малиот прст, изворот на грешката не е во самиот јазик. Теоријата на познавателни грешки е исклучително развиена во индиската филозофија и различни одговори се можни. Во случајот на слоновите, грешката може да се припише на комбинирање јазички факти, стадо од слонови од една страна и малиот прст од друга, чие комбинирање е во доменот на перцепцијата, а не на јазичкото познание. Грешки се можни кога говорникот е измамник или пак е веродостоен, но греши за она за што известува и така натаму. Но како и да е, грешката не е од самото јазичко познание, бидејќи таквото познание, како и перцепцијата, е презентативно, перцептивно и непосредно евоцира значење. Зошто е таквото јазичко познание непогрешливо, имено информативно и смисловно? И општо кажано, како ние имаме истинити јазички познанија? Да одговориме на ова прашање, треба да видиме што Вритикара подразбира под збор и значење. Ќе почнеме со второто. Во класичната индиска филозофија на јазик се води жива дебата во однос на прашањето за што стојат јазичките термини. За поединечни супстанции, кои инаку ги нарекуваме партикуларни, или пак за генерички класни својства универзалии. Кога ќе кажам крава, што е тоа што зборот го означува? Кравата Милка или кравството присутно во секој поединечен предмет кој може да се нарече крава. Филозофите од Њајава и Сешика, која е друга школа од браманската филозофија, признаваат и трета можност, имено обликот како надворешно својство по кое кравата може да се препознае. Во Мимамса, Веданта и традицијата на граматичарите, второто и третото се споени во едно. Значењето на зборовите се универзалии, кои вообичаено, но незадолжително го вклучуваат и обликот, затоа што не сите класни својства вклучуваат облик. Во случајот на крава, значењето е кравство кое го вклучува обликот што има подлактница, опашка, грбка, копита и рогови, имено поимот што ни паѓа на ум кога ќе слушнеме крава, така што секој член од класата може да биде неговата интенција. Зборот од друга страна, вели Вритикара, е комбинација од фонеми, поединечни неразложливи звуци, кои се изговараат во одреден редослед, така што последната од нив го искажува значењето, но збогатена од почетокот на претходните фонеми. Во санскритскиот збор за крава, гауху, тоа би биле га, дифтонгот ао и безгласното ха во тој редослед. Има онтолошка причина зашто зборовите се сведени на фонеми, но за тоа денес немаме време. Суштинското прашање е,
Како поединечен збор искажува одредено значење? Како има однос со значењето во кое зборот стои за тоа значење? Ние вообичаено мислиме дека таквиот однос е конвенционален, например дека крава е конвенционален знак, затоа што зборовите се разликуваат од еден јазик во друг. Англиски говорник ќе каже cow, на бенгалски е гоби, ние велиме крава, одејќи се од семантички конвенции на дадениот јазик. Меѓутоа Бадер Рајана, онака како што го толкува Вритикара, тврди нешто фрапантно. Изговорениот термин кој стои за природниот термин не е конвенционален. И односот во кој тој термин стои за значењето нема потекло во време или човечки дејственик. Со други зборови, односот меѓу името и именуваното е природен. Да кажеме поодредено, дека крава или поточно санскритското гау евоцира ментална слика на нешто со подлакница, опашка, грбка, копита и рогови, не зависи од претходен перформативен јазички акт на именување на некоја временска точка, кога некој кажал да го викаме ова нешто крава и луѓето на тоа се сложиле. Како соодветен пример на чин на именување за нашите филозофи е обредот на имедавање кој таткото го врши за својот син, кој тој миг ќе носи одредено име. Таквето имедавање има почеток во време и дејственик, таткото. Зборовите во нашиот природен јазик, од друга страна, немаат и не можат да имат почеток во именување. Вритикара во своето толкување го објаснува природниот однос како не човечки, не персонален, не личен, односно не заснован врз семантичките конвенции на одредена јазичка заедница. Вритикара го поддржува ова тврдење со неколку аргументи. Филозофски најсофистициран е аргументот од неможноста на спротивното, имено дека именувањето е конвенционално. Да предпоставиме дека човечки дејственик го воспоставил односот меѓу крава и нешто со подлакница, опашка, грбка, копита и рогови, како што таткото го именува синот. Како тој би го сторил таквиот чин без постоечка јазичка пракса во која има зборови кои денотираат? Доколку нема зборови кои непосредно се поврзани со своето значење, перформативниот чин на именување не би бил возможен затоа што не би се соочил со регресус ad infinitum. Најважен од доктринарна гледна точка, меѓутоа, е аргументот од отсуство на спомен за дејственик кој го воспоставил односот меѓу зборот и значењето, бејќи тој аргумент се однесува на перцептивниот, непосреден карактер на јазикот. Аргументот е испреплетен со теорија за процесот на учење јазик, со која Вритикара го објаснува тврдењето на Бадер Рајана дека значењето за односот меѓу зборот и знаењето за односот меѓу зборот и значењето потекнува од упатство. Кога децата учат да зборуваат, тие учат сами од себе, просто наблюдувајќи ја праксата на возрастните. Дете слуша возрастен кој вели донеси ја кравата и гледа како некој носи крава. Потоа слуша како некој вели донеси конј и гледа како некој носи конј. Дејството останува исто, предметот се менува и детето разбира дека донеси се однесува на дејството, а крава и конј на предметите. Но она што е важно е дека никој не го воспоставува односот меѓу името и именуваното за детето на показан начин. Во таа смисла значењето на зборот за детето е перцептивно, зависно само од неговото познание на јазичката пракса. Зборот упадиеша, кој тука го преведувам со упадство, се однесува на таквиот заповеден начин, не на поука во општа смисла, а во Брама Сутра е синоним за шрути, шабда, шаства или слушање. Вритикара натаму вели дека отсуството на поим за дејственик значи дека таков дејственик не може да се најде начално, затоа што откривањето на јазикот би бил настанал толку голема важност, што никој не би можел да го заборави. Да го илустрира тоа, како и да го раздели природното учење и јазик од учењето граматика, Вритикара го споредува чувството за односот меѓу зборот и значењето во природниот јазик
Оде највософистицираниот и формален граматички дискурс кој е карактеристичен за славниот граматичар Панини, чиј пристап кон санскритската граматика е аналитички, морфолошки, со повикување на именски и глаголски основи, префикси, суфикси, падежи и така натаму. За илустрација, во Паниниевата граматика терминот лиот стои за суфиксот ана и фонетска промена во глаголската основа на која суфиксот се додава и за местото на гласката во финалниот збор. Ако ученикот не знае дека Панини го воспоставил овој однос со значењето, тој воопшто не би бил во состојба да учи граматика на тој начин, со употреба на високо формализиран метадискурс. Во класичната индиска култура во која Паниниевата граматика е исклучително доминантно присуство, ова е парадигматски случај на настан на именување и делото на Панин во Веданта и Мимамса се цитира како смрти, помнење затоа што го евоцира споменот на Панини кој го воспоставил односот меѓу техничките поими и нивното значење. За Вриттикара, кој пишува 8 века после Панини, тоа е долготраен спомен на настан од извонредно значење, како што и ден денес за учениците по санскрит. Во Шрути, од друга страна, слушањето на зборовите од природниот јазик нема такво помнење. Нивното значење е перцептивно, тоест непосредувано од некоја друга личност или низиното познание за поимот поврзано со зборот. Зошто тогаш јазичкото познание е непогрешливо, информативно, смисловно? Затоа што зборовите природно го евоцираат она значење со кое природно се поврзани. Зошто им е потребно на нашите филозофи таква контраинтуитивна идеја дека зборовите се вечни и нивниот однос со значењето природен? Таа е потребна за вториот и поважен дел од аргументот, кој вели дека не е само односот меѓу зборот и значењето неперсонален, туку такви се и ведите. Ведите не се творба на човечки или божествени дејственици. Како и односот меѓу зборот и значењето, тие немаат почеток во време или дејственик. И тие се апаурушеја, не лични. Овој втори дел од аргументот е епистемолошки поважен, но апсолутно зависен од првиот. Видовме дека речениците како има стотици стаде слонови на врвот од малиот прст се невистинити, но не затоа што не се информативни. Дотолку доколку јазичките елементи ги евоцираат поимите за слонови, прсти и слично, нема никаков проблем во самата реченица, иако таа како сложен производ секако е неточна. Грешката е човечка или зависна од дејственикот. Дејствениците може да се измамници или да грешат, иако се искрени. Тие имаат, како што велат ветските теолози, авторска намисла. Но замислете текстови или текстуални правила и изјави без авторска намисла. Тие би биле некој вид природно непогрешливи закони, неподложни на човечки грешки. Може најпосле да видиме зошто познанието од списите е како перцепцијата, а различно од заклучкот и останатите познавателни инструменти. Перцептивното познание не зависи од податоци од друг познавателен инструмент, а исти случајот и со неличните види. Постои одредена разлика што се однесува до нивните особени домени, достапни и недостапни предмети, сетилни и надсетилни, но нема разлика во нивната непосредност. Се разбира, неличниот карактер на јазикот и ведите е зависен од процес на учење, но еднакво зависна и перцепцијата од светлина и ред други работи. Во обата случаи тие се придружни фактори потребни за појавата на предметот на познанието, но не се непосредно инструментални. Кога самиот збор зборува, тој не зависи од авторска намисла и не известува за претходно доживеана состојба на нештата без призмата на дејственик. Затоа познанието од списите е перцептивно. Со други зборови, ведите се сетилата за познание на оно што е отаде сетилата, третото око на теологот. Човечкиот говор, од друга страна, дотолку доколку откако зборот проговорил, се јавува сомнеш за веродостојноста на изворот и извештајот, е заклучок,
или како што вели Шанкара за изјавите од смрти, зависено од нешто друго за својата валидност. Овој миг е корисно да се осврнеме врз една вообичаена дистинкција во Мимамса и Веданта меѓу два посебни домени наречени Лока и Веда. Првиот е светот, како што го знаеме, со природни предмети и закони кои се познати од перцепцијата и другите познавателни инструменти кои користат податоци и перцепција. Вториот се однесува на доменот на списите и има своји јазички закони и предмети кои се познавливи непосредно од ветските изјави, но и дополнителна група на канони на толкување кои користат податоци од ведите. Секој од овие два домена има еден основен начин на познание, непосреден пристап до доменот. Бидејќи списите имаат таква непосредност како перцепцијата, тие се перцепција во својот домен. Тоа не значи дека се во списите ќе биде вистинито во буквална смисла, оти доколку е така, теолозите би останале без работа. Сепак тие тврдат дека толкувањето по пат на прифатени канони не се разликува суштински од случаите на перцептивна неизвестност, кога предметот е магливо познаен и не сме сигурни што тој всушност е. Единствената суштинска разлика е од каде ги влечете податоците. Токму затоа ветските теолози ги нарекуваат сите канони на толкувањето анумана, заклучок или поточно след знание. Заедно со делата од смрти, тука се вклучени контекстот, место на изјавата во одреден текст, технички поими и фигуративно значење и така натаму, се она што се прифаќа или заклучува како вистиното без самиот збор кој зборува. Во Веданта тука припаѓа и филозофското расудување кое наоѓа место таму каде што се можни различни значења на одредени текстови. Меѓутоа, поентата е дека во сите такви случаи изјавите на Упанишадите се перцепција, дека се друго е заклучок. Двата домени со други зборови имаат еден основен познавателен инструмент, перцепција и списи, и бројни изведени инструменти, кои сите се нарекуваат заклучок. Во доменот на Лока, светот, тоа се логичкото заклучување, сличноста, постулатот и така натаму. Во доменот на Веда, тоа се смрти, каноните на толкување, филозофското расудување и така натаму. Бидејќи перцепцијата и списите се еднакво базични, аргументи од заклучок не можат да го побијат она што е перцепција, независно од кој домен да се. Како илустрација за крај, еве го одговорот на Шабара на забелешката која вели дека зборовите на ведите може да се погрешни просто затоа што се зборови, како во обичаениот јазик во кој може да има стотици стадо слонови на малиот прст. Вели Шабара, оваа забелешка е заклучок. Познанието од ветскиот говор, од друга страна, е перцепција. Заклучокот кој наспротив перцептивното искуство не е валиден познавателен инструмент. Благодарам. Благодарам, Александар. Ова навистина стручно за повеќето од нас. Мислам дека е недоволно истражено подрече, нели? Еве сега можеме, нели, да ти дозволиме половина час разговор, се разбера доколку има интерес и оноку колку има интерес нема да го ограничуваме. Некој крена рака, не можам да видам кој. Игор, Игор. две прашања имам. Повели Игор, само ќе замолам, нели, за концизност и не преголема експликативност, да им дадеме можност, нели, на другите колеги. Добро, еве, значи вака можеби јас сум од присутниве тука по упатен, бидејќи нели одев најмногу од Harvard Divinity School, па задолжен сум од овие предавања, вие ќе видите сега да не цитирам, да не речат не сум рекол од кај, пошто нели заради авторски права. Значи првото прашање ми е, значи како ведантата толкувате во контекст на класичната источна, односно индиска филозофија, според која
Еве обобштено, скратено кажано, нирваната е статика, но знаење дека синхалата е немир, односно движење. И Што е немир, уште еднаш? синхалата е немир, односно движење, нирваната е статика, односно мир, смиреност. Да, Синхала. обштено кажувам, мислам има и други нели состојби, меѓутоа овие двете се главните. А второто, како источните, колку мислите дека науката за источната филозофија може да продре во природните и другите науки? Еве сега се повеќе се зборува за повторно враќање на интердисциплинарност или синкретичноста на научните дисциплини, па сега исто така од овие предавања имаше јас и доста прочитав од ова, имаше предавања во врска со психоделичноста на индиската култура и потеклото и како знаењето се развивало во односно ова, и во тој контекст има биолошки истражувања кои што тврдат дека на луѓето заради тоа им се развил толку мозокот, затоа што се едни од 20 цицачи кои што јадат психоделични печурки. Во тој момент може да се спаднеле левата и десната половина од мозокот и да настане сознанието. И сега постојат истражувања, значи дека со овие печурки и веќе неколку случаи на рак на мозок и на деменција се излечени со овие печурки. Па еве кажете ни колку продлабочувањето и отварањето на научните дисциплини, особено на оние на истокот каде што интуитивноста е многу поприсутна, може да помогне во развојот на науката воопшто. Ете, благодарам. Благодарам за прашањето. Не го разбрав вториот термин кој го спомнавте, синхала. Синхала е, колку што знам јас, јазик на Шри Ланка. Не ми е познато друго значење на зборот. Што се однесува до нирвана, да, познанието на Браман и познанието на нирвана може да се тврди дека не се феноменолошки не може да се разликуваат, затоа што едниот и другиот поим предпоставуваат апсолутен мир. Така што познанието на Браман не е, иако Браман е динамичен принцип, Браман е првата причина, самиот збор, значи оно што е големо и прави други нешто да расте, тоа е зборот за првата причина. Меѓутоа познанието на Браман не се толкува како познание на динамичен принцип. Сега тоа има интересни филозофски последици, меѓутоа може тоа да се остави за друга причина. Што се однесува до природните науки и нивната врска со класичната индиска култура, особено за психоделичките субстанции, да, тоа станува интересно поле на истражување, да бидам искрен, не е премногу интересно за мене, затоа што јас сум историчар на филозофијата и моите прашања се поинакви. Доколку таквите истражувања треба да бидат дисциплинарно многу сериозно засновани за да има смисла нивното вршење. Што значи тоа? Тоа значи дека испитувањето треба да го водат, доколку има смисла да го водат доктори neuroscience, слушањци за невронаука, не знам како рекуваме тоа ние на македонски. Така, затоа што околу тоа има многу популарни митови, недоразбирања и така натаму, на страна што самото поле е се уште недоволно осветлено. Мојот пристап кон тоа е со тоа дека се занимаваат компетентните за мене. Мене историјата на филозофијата ми е интересна. Не знам дали има смисла тоа. Тоа е мојот краток одговор.
Благодарам. Добре, јас исто така јазик мислам дека знам дека значи јазик, ама обично не знам барем тоа ние што сме учеле вака класична и источна. Тоа еве така го дефинираме, значи како статика, односно точно како движење, како немир се извинувам, а нирваната како статика и како мир. Благодарам. Благодарам, Игор. Ги повикувам другите колеги. Ги поздравам тие што претходно не ги поздравам. Гледам дека и колегата Виктор Елиевски не се придружи. Одавна не сме биле во контакт. Поздрав и до Виктор. Може би Виктор е најкомпетентен овде да се приклучи во дискусијата. Ја не дојдов да видам прозиван. Да. Се разбира, ама ова да те разбудиме само. Се приклучив малку подоцна и Само така. те тестира Љупчо, дали си навистина приклучен или само си... Да, вистина. Не ми работи камерата не ми работи на вистина. И така да се извинувам сега да се вотржам од коментари и од прашања, бидејќи приклучив малку доцна и така. Во Александар ја знае мојата денешна состојба, така да ќе ми прости, верувам. Не, ворете, немате колега обврски никакви кон нас, претходно ништо се нема договорено, убаво ќе беше да те видевме, нели? Но и вака си убав, без клика. Да, еве, тогаш ќе дадеме простор, нели, на другите колеги присутни, дали имаат коментар, прашање, било што, нели, што би било интересно за оваа пригода. Ајде, и јас ќе се вклучам. Повелете, колега. Би го прашал почитуваниот автор две работи. Дали има увид во значајното дело на поранешниот индиски преседател Сарвапали Радакришнан со исти наслов кон неговата студија. Затоа што кога во 1964 година имав привилегија да го интервјуирам во Белград, кој беше на посета на Југославија, тој ми ја подари онаа негова епохална книга Историја на философијата источна и западна, каде што тој меѓу првите го растура оној европоцентристички мит дека ние, така наречените од Запад, сме ги просветлиле девијаците на Исток. Не знам дали авторот не следеше на 5 октомври, кога докажував на меѓународниот диалог за философијата, дека во Грција, од првите грчки филозофи, па до Аристотел, сите идеи ги имаат, да не кажам украдено, позајмено од Египет, од Персија, а посебно од Индија. Мене многу ме рецна тоа што мојот најумилен философ Хераклит увидов дека све што остаел во неговите фрагменти, све има позајмено главно од Индија, а и половина од Персија. Значи, прашањето гласи, дали вие, како што рековте, историчар на философијата, а главните филозофи стално велат тој што сака да се занимава со истражување на историјата на философијата, мора да биде многу поткован истражувач и мајстор во занаетот. Дали вие во своите истражувања околу индискава филозофија сте се обиделе да направите мост, да видите кое е влијанието на индиската филозофија на западната? Благодарам на двете прашања. Да, Радакришнан
неговото дело, тој има напишано своје толкување на Брама Сутра, излезено некаде 60-та година. 60-та да. година. И како што споменавте, има таа историја на индиската филозофија. Рада Кришна и ден денес интересен карактер, ако може така да се каже. Денес му се замера малку затоа што, како да кажам, тој доаѓа со одредена програма за тоа што е индиска филозофија, а што не е, и што вреди да се проучува од индиската филозофија, а што не е, и тоа главно кај него се сведува на Веданта. Што се одразува и во делата кои тој ги има преведено, вклучително Брама Сутра, има издани и на Упанишадите, Бхагавад Гита. И така натаму, денес му се забележува дека неговиот пристап е доста редукционистички кон индиската филозофија и не вклучува традиции, односно не ги смета како еднакво важни традициите на Њаја и Вајшешика, Санкја јога и така натаму, кои се некои од нив се доста поблиски со модерниот пристап во филозофијата, со аналитичката филозофија. И поради таа причина малку е, на англиски би се рекол, fallen out of grace, не е веќе авторитет, не е тој авторитет, не го ужива тој авторитет кој го уживаше минатиот век. Инаку јас сметам дека е се уште интересен и вреден да се чита. За второто прашање за грчката и индиската филозофија, се чини дека постои едно поле на интеракција меѓу двете култури, кое е многу активно, меѓутоа е активно во, како да кажем, општествена смисла, а тоа е Персиското царство некаде пред 5-6 век од новата ера, кое опфаќа, очигледно опфаќа делови од Грција до Индија и опфаќа, како што може да се очекува, многу трговска размена на идеи, размена на мислења, теории и така натаму. Јас, мојот впечаток е дека не треба да се мисли во насока на влијание од Индија кон грчката филозофија или од Индија кон персиската. Меѓутоа треба да се бара некој простор на интеракција меѓу едните и другите, простор на cross-pollination, како викам тоа на меѓусобна размена, кој би овозможил одредени идеи од Грција да дојдат во Индија и одредени идеи од Индија да дојдат во Грција. Меѓутоа, утврдување точно што од каде доаѓа е многу покомплицирано прашање. Дали можем да продолжам? Не знам ако ви дозволите. Не, гледате, ние имаме диалог сега. Нема никаков доказ дека грците или хелените влијаеле на исток. Нема. Она што можев ја со многу сериозна анализа, content analysis, да утврдам, математичко-статистичка методологија, дека ниедна идеја од хелените не отишла на исток. Затоа што, например, онаа голема лага или мит дека Александар Македонски ја ширел хеленската култура на исток и е голема измама, затоа што има докази кога влегол во Персеполис, кога се запознал со персиската култура, со персиската историја, облекување и протокол во дворецот, тој почнал да се носи како персиски владател, се оженил со 3 персиски принцези, има една приказна, а можда и би вистина, дека што имаше една сериозна серија на BBC, дека македонските генерали го отруле, бидејќи се откажал од традиционалната култура. Што сакам да кажам?
Значи, Упанишадите, Ведите и другите елементи од класичната култура на Индија може да се најдат идеите не само кај Хераклит, туку и кај Парменид, па и кај Платон, па и кај Аристотел. Значи, тоа влијание што рековте ви, исток на запад, запад на исток, нема такво нешто, затоа што во овие студии што ги вршев доста време, не можев да најдам ни една идеја што била, пазите, многу е значено дека кога се анализира кој на кого влијаел, има едно многу важно мерило, а тоа е времето. Не може идеите што се појавиле во Индија или во Персија, доста години, некојаш и 1000 години пред грчката класична философија или првата, да се каже дека тие влијаеле на исток. Тоа сакам да ви кажам. Видите, ние не знаеме многу за периодизација во класичната и во античката индиска култура. Единствен датум што е колку толку известен е раѓањето на Буда. И за тоа има спорови. Денес мислиме дека е некаде 480 години пред новата ера, а меѓутоа постојат и други можности. Сега, кога се зборува за времето, кога немаме реална временска рамка, тешко е да се донесат такви заклучоци. Она што знаеме е дека немаме, например, докази за развиена логичка теорија во Индија во старата ера. Првите њаја сутра е, например, прв, втор век од новата ера. Аристотел е барем 500 години пред тоа. Врз основа само на тоа, ние не можеме да знаеме какво е влијанието. Моја предпоставка би било дека Аристотел односно аристотеловите идеи са на некој начин усвоени во Индија, развиени по епистемолошка од логичка насока, а меѓутоа тоа е само предпоставка, повторно. Парменид и Упанишадите, да, меѓутоа пак временски не можеме да знаеме точно кога е која Упанишада напишана, има повторно разни теории за тоа. Брихадарањака која е најслична со мислењето на Парменид, денеска се препишува од 8 век до нова ера до 3 век, од стара ера, се извинувам. Ние временски точно не знаеме кога е тоа, за Парменид знаеме повеќе. Затоа тие прашања се одат кон slippery slope, како имењето на македонски. Тие се незгодни се за дискусија. Боред, благодарам, гледам Виктор сепак сака да каже нешто. Повели, Виктор. Не, па јас тука само би сакал да додадам Само кажи му да не вика, многу вика. На ехо си изгледа далеко. Те слушаме како од тунел. Сега викам или од тунел дојде? Не. Ке те разбереме, викај ја. Она што би сакал само да додадам дека три работи се повеќе или помалку известни или ги поддржуваат и истакнати и значајни современи истражувачи. Прво е дека Плотин, значи, ама тоа е доцна. Дека Плотин пошол во Индија со намера да узнае некои работи кои не ги знаел. Друга работа, која е прилично известна, која е поддржана од истакнати истражувачи, е дека пидагорејците теоријата на селење на душата по трговски патишта ја добиле од Индија. И третата, мислам, втората предпоставка која е прилично издржана е дека скептицизмот грчки исто има индиски извори. Но
но ништо од тоа не може, освен патот на Плотин, ништо не може од тоа многу цврсто да се документира. Толку од мене, фала. Љупчо, ако ми дозволиш само една реченица. Ова што го рече почитуваниот Илиевски не е точно, бидејќи има докази дека двете главни идеи на Питагора и за метемпсихозис, за селење на душата, и за неговиот триагалник ги има позајмено од Египет, зашто во Египет го има пратено, лично има докази за тоа, Талес. Талес бил прв од грчките филозофи што бил на школување во манастирите во Египет. И тој му рекол, ако сака да си го подлабочи знаењето и мислењето, мора да оди во манастирите во Египет. Благодарам. Само кратко за скептицизмот, како што спомена Виктор, тоа е веројатно најевидентната точка во која може да се зборува за интеракција и влијание од индиската филозофија кон грчката, иако е повторно не е сосема сигурно дали колку тоа е усвоено, колку не. Идејата е секако усвоена, меѓутоа некои детали од неа не се нужно индиски. Сепак мислата се развива по насока во која се развива. Меѓутоа, мене ми е мојот интерес сосема е доволно да се гледаат индивидуалните традиции како индивидуални само за себе. Ништо не добива индиската филозофија доколку през неја влијание извршува грчката, ниту пак обратното треба да е вистина. Нема тоа се стари приказни од романтизмот за почетоците кои се денес мислам начивеани. Поред. Ана Демишковска, повеле. Само предходно, ако има некој друг, јас би дала предност на други колешки и колеги, ако сакаат да се... Немаше друг, повеле, Ана. Нема пријави, да. Прво да го изразам своето огромно задоволство поради оваа наша средба во чета мала, но одбрана, како што би се рекло. И навистина ме радува фактот што ете и со нашите сегашни колеги, а и со нашите поранешни студенти, колеги, нели, секогаш еднаш колеги, успеваме да одржиме ваква продуктивна комуникација. Јас немам, односно можеби ќе произлезе едно прашање, меѓутоа би сакала само така, ете да дадам еден коментар, да споделам некои асоциации што нужно ми се наметнуваат. Пак би се вртела околу таа тема на блискоста, на одредени паралели помеѓу овие две традиции, меѓутоа не толку во ова смисла на историско влијание на една врз друга, туку врз појавувањето на доста слични теми и мотиви, така идеи, да кажам, прашања и аргументи, што мене секогаш лично така ме фасцинира. Велам, воопшто не сум мислам, немам продлабочено опознавање од овие источни теории, но ете, на аматерски, како на еден филозофски аматер во оваа проблематика, од определени сличности едноставно ми се наметнуваат. Така што слушајќи го Александар, некако се вратив многу назад во времето на оние наши дискусии, нели, на филозофијата на јазикот. Ете, Виктор, ако не се лажам, и едно од своите трудови во понатамошното образование посвети токму на оној спис на Платон, каде што се третира проблематиката на јазикот, именно Платоновиот кратил, каде што прашањето за природната или конвенционалната врска на јазичните символи со означените нешта е главна тема на диалогот. И знаеме дека Кратил таму ја застапува оваа теза дека меѓу зборот и она што тој го означува постои природна, неконвенционална врска. Значи дека тоа не е резултат на некаков човечки договор и конвенција, туку дека таа врска е суштинска, дека има едно многу подлабоко и нераскинливо значење, така што нужно тие асоциации сега ми се наметна слушајќи го Александар. Сега таа аргументација
за натуралистичката, како што нарекуваме, нели, таа теза за природната, односно неконвенционална врска меѓу зборот и тоа што тој го означува. Има еден интересен аргументацијски развој. Во првиот дел од диалогот, нели, Сократ неја ја елаборира, тргнувајќи од идејата дека името е всушност алатка за спознавање и одделување, разлачување на суштините на нештата и дека тој увид се излева, така да се каже, во зборовите, односно во имињата, кои што имат моќ да ни го отворат тој епистемолошки пристап кон суштината на нештата. И таа идеја всушност дека, која што многу убаво беше навистина, мислам, може би требаше да почнам со тоа, меѓутоа еве во текот на излагањето ќе го кажам, навистина сум импресионирана така од длабочината и јасноста и силината на некои поенти што Александар ги истакна. Значи идејата дека јазикот е еден вид инструмент за перцепција на невидливото, ако можам така да префразирам. Значи јазикот е инструмент кој што ни дава директен увид во сферата на надсетилното. Така една интересна нишка што ги поврзува овие два аспекта. И сега аргументот како оди кај Сократ, благодарение на што името може да ја оствари таа своја суштинска врска, значи да ни даде увид во природата на нештата, тоа е всушност гласот. Значи белегот на јазичната субстанција, значи крајните, да кажам, фонеми, звучниот квалитет на фонемите од кои што се составени зборовите, бидејќи начинот на кој што со своето треперење одредените гласови во јазикот се однесуваат, тие всушност ги подражаваат, меѓутоа не како ономатопеја, туку буквално со самата своја природа. Значи со звучната субстанција ја доловуваат суштината на самите нешта. Значи тука некаде таа врска помеѓу зборот и означеното и она што тој го значува, според оваа аргументација се наоѓа токму во звукот, во звучните белези на јазикот. Сега, кога зборуваше Александар, имаше една поента дека перцепцијата која што на некој начин сега ќе парафразирам, велам, може би не сум го разбрала точно поентата, меѓутоа идејата за слушањето, така? Значи за тој елемент на предавање преку таа звучна субстанција и за таа темелна моќ на звукот, гласот, односно звучната вибрација, како некој онтолошки, да кажам, механизам и онтолошка сила, некако ми прозрачија тие две идеи, како да има тука некоја, може би, посуштинска врска, така што би го замолила Александар, ако сака да прокоментира, околу статусот на звучната субстанција на говорот. Дали има таа некое посебно, да кажем, епистемолошко значење, дали тоа некако може на некој начин да се така поврзе со овие рефлексии од Платоновиот крат. Благодарам. Благодарам на многу интересното прашање. Платон, односно Кратил, го имам заборавено. Меѓутоа, сега само треба да се навратам и да го препрочитам. Ми отворивте работа. Што се однесува на забелешката, да, интересна е паралелата меѓу Платон и класичната филозофија на Веданта, и Виктор ќе знае повеќе за тоа, во однос на демиургот кој го создава светот, и колку јас се сеќавам, демиургот го создава светот затоа што има визија во идеите, може да ги прецепира директно идеите и воз основа на нив го создава светот. Истата, односно, слична теорија се јавува и во класичната Веданта, каде што постои сличен лик на демиургот кој директно ги гледа зборовите. Меѓутоа не ги гледа само зборовите, ги гледа зборовите и универзалиите, и воз основа на нив го создава светот како што тоа го создава, и тоа е звучната субстанца. Всушност во подоцнежната традиција на граматичарите, например на Бартархари и Мандана Мишра, Браман е звук,
Тоа ми беше во директна смисла асоциација ми беше. како онтолошки принцип. Така, како онтолошки. Да, се разбира и таа идеја, тој аргумент, се извинувам Александра да упаѓам збор што го споменавте за критиката, за редукција од абсурдум на идејата дека зборот има конвенционално потекло, истиот или многу блиска верзија на тој аргумент исто така го има во Кратил, кога се аргументира во прилог на таа натуралистичка теза за потеклото на јазикот, дека ако зборовите се патокас кон суштините, така, ако тие се единствениот патокас кон суштините, како тогаш првите, нели, луѓе што ги создале, ако постоеле, нели, такви, првите законодавци, односно даватели на имињата, без зборови, така ги спознале суштините. Значи, со самото тоа се претпоставува идејата за некој ајазички, значи за некој поинаков тип, директен, непосреден увид во суштините на нештата, кој после се изразува преку зборовите. Значи, а не дека само преку зборовите ние имаме можност да дојдеме до... Значи, сакам да кажам, и тука имаше навистина една асоциација на тој тип аргументација, што ете, до сега, мислам, прв пат ми паѓа во очи, бидејќи немам увид во оваа страна, но мислам дека навистина некои баш аргументацијски паралели можат да се така интересно да се изведат. Благодарам. Бартер Хари, кој повторно е некаде 5 век од новата ера, има технички израз за тоа. Има вид на говор, кој тој го нарекува пашиенти, односно визуелен говор. Кој само подоцна се изразува преку гласовниот апарат и станува артикулиран говор, меѓутоа неговиот извор визуелен, што е веројатно постојано слично. Благодарам. Јас само една реченица да кажам, пошто преска во брзањето, може би најглавно да не го кажав, дека психоделичноста на културата всушност вакво ја изведува филозофијата на трансот, значи кој што е баш звук, значи баш тоа што го кажавте, значи јазикот дека има звук, значи кога под во источните култури, кога се во транс, значи тоа е транскултура во суштина и тука веројатно они сметат дека во една таква ситуација на повишена свест се доаѓа до најсубстанцијалните значења на свеста кога се спојуваат или они велат левата и десната половина на мозокот. Вчера читав за левата и десната хемисфера на мозокот, дека всушност се работи за мит, нема едната и другата имаат еднаква функција, меѓутоа постои врска меѓу нив. Метекно техничкиот израз, која доколку се пресече, настанува синдром на поделена личност. Меѓутоа, загубата на едната хемисфера може целосно да се компензира со другата хемисфера. Едноставно се независни во своето функционирање. Баш на предавањата зборам, има различни толкувања. Некои мислат дека да речеме само левата е одговорна за јазикот, а после тоа може десната да надокнади, меѓутоа ако детето не научи на време да зборува до 4-та година, тоа ќе развие ова како се викаше дислексија, затоа што други центри него тие што се генетски вродени, наследени, го ја покриваат функцијата на тие кои што се предодредени. Така што не има различни, знам и јас сум читал такви истражувања, меѓутоа класични вие доминантни се дека сепак има и генетска наследност на мозокот, односно секоја физичка позиција во хемисферата на мозокот е генетски одредена за нешто. Сега ние зашто или дали ќе дуплираме таа функција и ќе преземеме функција нека друга. Колега Игор, благодариме, нели денеска сме многу либерални, нели дозволуваме, бидејќи сме малку, и дозволуваме да се упаѓаме, нели? Така да се извинуваме и на Александар, нели, за овој начин како се одвиваше дискусијата, но мислам дека со тоа, нели, воопшто не загуби од драж целава наша средба. Не знам дали имаме уште... Љупчо, ако сакаш да завршиш, само имам... Нема да завршам без да прашам дали има уште некој нешто, дали да даде придонес кон дискусијата. Повеле. Ја би сакал да го замолам почитуваниот
да не кажам скромно брилјантен истражувач, дека ние, така наречените западни мислители, имаме, ако не сме влегле и во индиската филозофија, голема дупка, па филозофско-педагошки би му дал една идеја како може да ја прилагоди оваа брилјантна негова книга на западните читатели, кои немаат претходно знаење или подготовка да можат да го совладаат овој огромен, како се вели, резервоар на идеи и на ставови. Благодарам. Методолошки за мене се најинтересни историјата на идеите, така што преокупацијата не ми е врската меѓу источната и западната филозофија нужна, туку развојот на идеите во самата индиска филозофија. Меѓутоа се обидувам да користам колку што можам во својата педагошка настава да влечем од западната филозофија. И да не бидам пристоен, дали ќе не частите со оваа PowerPoint презентација, да можеме сериозно да го прочитаме вашето дело и преку таа презентација. Па може да ја споделам, не знам како на Љупчо ќе му ја пратам, па Да. кој на тоа. Боре, така е најдобро, па доколку некој изрази желба да ја добие, ќе ја испратам. Во ред уште еднаш, ќе дадам можност пред евентуално да го затвориме овој собир, дали остана нешто за кое што би сакале сега ургентно да зборуваме, или полека да го затвараме настанот. Боре, мислам тогаш дека сме 90 минути сме заедно, мислам дека да планиравме немаше да биде вака добро изведено, во смисла со односот меѓу зборуваното и она за дискусијата за зборуваното, од прилика е 1:1, што секој пат е показ дека она што било кажано било интересно на слушателите и побудило внимание и исто така и соодветна рецепција на идеите. Благодарам на сите за присуството или за придонесот кон овој настан. Најмногу благодарност до Александар и еве и на тој проклет ковид, што поради него ги усвоивме овие начини на комуникација за до пред 3 години. Ова ни беше незамисливо дека ќе можеме да се гледаме каде и да сме во светот, на настани во кои што ќе разменуваме идеи кои што нема да бидат само препукување преку социјални медиуми, кои што пристојни или непристојни. Се надевам дека ќе се видиме во наредна прилика со Александар, кога ќе биде тука, и во прилика, например, мислам во период кога би било тоа школска, односно студентска година, па може би на некој настан во живо да успееме да организираме. Ако не остануваат задолжителните летни средби, кога тој накратко навраќа во Македонија, му посакувам успешна академска тековна година, а со сите останати се гледаме во наредната прилика. Благодарам, Љупчо, благодарам за поканата и за можноста да и дури вака оддалечено да ве видам. Години се поминати и добра е можноста да catch up, да се навратиме на заборавени пријателства, односи и така натаму.
Честитки, Александр, навистина уште еднаш и за книгата и за излагањето и се надевам дека ќе ја продолжиме оваа обновена комуникација и натаму и со нови форми. Се Пријатно. надевам јас. Пријатно, се најубаво. Пријатно. Пријатно. Благодарам на сите.